Со самиот старт на туристичката сезона, угостителите се соочуваат со засилени инспекциски надзори. Освен високите парични глоби, се изрекуваат и мерки за привремено затворање на објектите. Од Хотелската асоциација на Македонија реагираат дека ваквата пракса испраќа лоша порака до странските и домашните туристи кои престојуваат покрај Охридското езеро. Прво, измени во затварањето на самите објекти, значи ако затвориме објект од јуни, јули, август, не само што губи пример газдата на објектот или угостителот, него губи и државата. Прометот се скратува за 15 дена, во тој промет има доста данок што оди во државата и едноставно не изгледа добро за самиот турист кога ќе помине и гледа од 10 отворени објекти, 2 се затворени, солчињата дигнати горе и нешто не е убаво, не изгледа убаво. Од секторот посочуваат дека во шпицот на летото, кога и онака идва и менаџираат со недостигот на работна сила, казните треба да бидат поблаги. Воедно тие бараат државни субвенции за вработените кои се ангажирани во текот на целата година. Паричните казни се парични казни, тука има друг кој да ги решава тие како треба да бидат и колку треба да бидат тие парични казни во оглед на тоа нели ако се направи некој прекршок во работата. Мислам дека сме престроги во некои погледи и не е истото во околните држави. Значи со нашите колеги кога ќе зборуваме, нели, во примереве Албанија ќе земе до нас како една највисоко растечка држава во туризмот во последниве неколку години и тоа треба да се го признаеме за да видиме што тие работат, па како треба и ние да се однесуваме према во оваа индустрија. Бројот на ноќевања во Албанија се подигна многу, значи има над 15 милиони ноќевања, ние се бориме тука со 2,5-3 милиони. Што се работи треба да се примени. Има многу работи кои треба да се анализираат и да се променат, нели. И покрај сите проблеми од поскапувањата па се до дефицитот на кадар, туристичките работници остануваат оптимисти. Според тековните резервации со гости од целиот свет, тие очекуваат успешна и исполнета туристичка сезона.